Добро вечер, тредневник на К3. Амбасадорот на САД Джес Бейли оствари прва официјална посета на општина Куманово по настаните од 9 и 10 мај. Бейли се сретна со министерот за внатрешни работи и градоначалникот Зоран Дамјановски во СВР Куманово, при што упати порака да се задржи атмосферата во градот која владеела и пред критичниот мајски викенд. Министерот Чавков пак изјави дека ова се изолирани настани и дека МВР будно ја следи состојбата и ќе работи на елиминирање на било какви закани по безбедноста на градот. Не можев да го отминам Куманово и да не им дадам поддршка на полицијата, граѓаните и градоначалникот кои пред 2 недели преживеа значајна драма, но и да одадам почит на заложбата и животите кои ги дадоа храбрите полицајци, рече амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бейли при првата официјална посета на Куманово по настаните од 9 и 10 мај. Но најзначајно е тоа што покрај она ништо мина, граѓаните останаа и се држеа заедно и ја отфрлија идејата дека ова е етнички конфликт и дека насилството е прифатливо за нив. Мислам дека тоа е многу значајна порака и затоа сум тука да ја изразам мојата загриженост во име на пријателството на САД и да поразговарам со локалните водачи со цел како да се зачува атмосферата во населбата која владеела и порано. Амбасадорот Бейли во просториите на СВР Куманово се сретна со министерот за внатрешни работи Митко Чавков и градоначалникот Зоран Дамјановски, при што разговараа за надминување на состојбите по настаните во Тоде Мендол. Морам да подлечам дека значително се менува перцепцијата на граѓаните во однос на работењето на полицијата. За тоа сведочат истражувањата кои се независни и кои ги спроведува ОПСЕ на секои 2 години. Со задоволство можам да констатирам дека се повеќе и повеќе се подобрува односот, односно перцепцијата на граѓаните и задоволство и се повисоко ниво на задоволство од работата на полицијата, но во исто време сум и критичен и самокритичен, бидејќи никогаш не треба да се задоволиме со една статус-кво ситуација. Ние мора да ги најдеме во исто време и слабостите пред настаните, за време на настаните и после настаните. Мора да извлечеме поуки како да го подобриме нашето работење. Мојата интенција ќе биде апсолутно на суштинско наметнување или имплементирање на превентивни механизми кои и досега оде и функционира. Меѓутоа, суштината на тие превентивни механизми ќе биде градење на силно партнерство со локалната заедница и се разбира резултати. Резултатот ќе биде, односно единствен критериум за резултат ќе биде враќањето на мирот во заедницата и понатамо и континуирано растење на довербата на граѓаните во полицијата. Се надевам министерот Чавков даде едно опасвие дека у нареден период ќе има некаква соработка со локална самоуправа, ќе има посета на локалната самоуправа, ќе му ги изнесам моите видувања за состојбите и начинот како да ги надминеме и оноа што се спремаме да помогнеме на МВР и на погинатите војници како донација за семејство на погинатите припадници на МВР. Што се однесува до безбедноста, во овој момент во Куманово министерот Чавков рече дека ова се изолирани настани и дека нема да дозволат да влијаат на безбедноста во градот. Ви гарантирам како министер за внатрешни работи дека полицијата многу интензивно, многу проактивно ќе работи на благовремено идентификување на евентуални закани и реагирање на таквите закани, додаде Чавков. На крајот сите тројца ја посетија населбата Тоде Мендол. Во фармата на земјоделецот Фетај од Кумановско Лопате денеска беше промовирана иницијативата за проширување на системот капка по капка. Со овој систем тројно се зголемува производството на пченка. И Министерството за земјоделство го промовира овој проект, бидејќи на овој начин земјоделците ја зголемуваат профитабилноста, но и обезбедуваат производство на сточна храна. Системот капка по капка денеска беше дониран на земјоделецот Фетај во Кумановското село Лопата. Системот се донира преку проектот на USAID за експанзија на мали бизниси. Во овој проект вклучено е и ресорното министерство и швајцарската влада. Земјоделецот Фетај смета дека со овој систем тројно ќе му се зголеми производството на пчинка, но планира и самиот да набави свој систем преку министерството и да го вложи во производство на луцерка и друга сточна храна. Иначе имам како земја имам до 30 хектара, сам го работам со деца, со радници така. Садим и бостан, садим и луцерка, ливади имам така. Пшеница. На овој систем, например, на овој што е донација, очекувам многу повише да имам квалитет и повише преноси, што да ти кажам.
За овој проект USAID преку експанзија на мали бизниси вложува 5 милиони долари, швајцарската влада 1,7 милиони долари. Министерот за земјоделство Цвитков изјави дека земјоделците треба да ја комбинираат науката и знаењето со агротехничките мерки, со што целосно ќе може да се стопира увозот на сточна храна во Македонија. Пазарот не прашува како вие го произведувате. Пазарот прашува по која цена го продавате. А цената е иста. Ние знаете дека членуваме во организации ЦЕФТА, светски организации, каде што има либерализација на увоз и извоз, така да мораме слободен е пазарот, така да ако сакаме нашето земјоделие да продолжи, односно да го зауставиме да паѓа и да одбошиме да го подигаме, мораме да вложиме многу пари, многу средства, многу знаење. Американскиот амбасадор Бели вели дека со проектот на фармерите им се покажува колку можат да планираат проширување на својот бизнис, но најзначајно според него е што преку демонстрирање пред останатите фармери, тие масовно сакаат да се вклучат во овој проект. Мислам дека проектот кој што започна пред 2 години, а веќе е 3-та година, докажа дека фармерите со користење на овој систем можат да го зголемат нивното производство. Преку демонстрација кај нивните соседи дека може да функционира и дека преку користење на овој систем може да има зголемување на приносите, како што кажа министерот, 3 до 4 пати. За Македонија значајна гранка е земјоделството и тука треба да се инвестира, рече представничката на швајцарската амбасада. Ние мислиме дека земјоделството е важна гранка за развој во Македонија и видовме дека системот за наводнување капка по капка за пченката е успешна, затоа ќе преминеме и на други култури. Дамјановски смета дека системот се дава на земјоделец кој постојано вложува во развојот на својот бизнис. Локалната самоуправа е должна на сите луѓе кои се бават со земјоделие да ги направиме пристапни патишта, да направиме инфраструктура, се со цел за да можеме да ги подобриме услови за стопанисување. Од 2013 до денес, преку проектот за наводнување капка по капка, воведени се напредни земјоделски протоколи на 120 полиња со пченка во различни региони од државата. Проектот од почетокот на годинава има помогнато на 280 земјоделци од Македонија. Планирано е дека со овој проект се подобрува конкурентноста, профитабилноста и одржливоста на малите агробизнеси. Во организација на Агробиоцер фондација на органски производители на Република Македонија, денеска во Куманово се одржа предавање за органско производство. Целта на ова предавање е преку соработка со локалното здружение на земјоделски производители од Куманово да се потикне развој на органското производство. Во салата на комитет се одржа предавање за органско производство од страна на Федерација на органски производители на Република Македонија. Идејата на состанокот е да се запознаат производителите во овој регион, кои се новите мерки за поддршка од страна на државата и со начинот на одгледување. Целта на ова предавање е преку соработка на локалното здружение на земјоделски производители од Куманово да се потикне развојот на органското производство. Оваа година имаме зголемување на субвенциите, што е по мене значајно зголемување, зависно од културата, зависно од начинот на производство, од 50 па до 100%. Значи, тоа е еден голем исчекор од страна на надлежното Министерство за земјоделие. Од друга страна почнуваат да функционираат веќе потрошувачки групи, пазар за органски производители во Скопје, во Сити Мол, значи свеста за тој начин на исхрана се зголемува и во Македонија и веќе постојат сериозни алтернативи за продажба на ваквите производи. Новко Величковски е производител на сите органски производи што ги нуди пчелата. Како што вели тој, нема голем интерес од страна на потрошувачите и како причина ја наведува недоволната информираност на граѓаните и бара нивно поголемо информирање со цел да се запознаат граѓаните за квалитетот кој го нуди органската храна. Прво, пестициди никако, терени треба да бидат органски, препарати никако, исхрана пчели треба да биде органска, паши да бидат органски. И сите други органски по органско посо треба да бидат пчеларници. Има ли интерес, купуваат ли органски мед? Слабо. Зошто? Дали не се добро информирани гледачите, мислам потрошувачите.
Куманово не е еден од поразвиените региони за органско производство и во однос на минатото сега е намален бројот на органски производители. Што се случи со исчезнувањето на Ренат Желјадини, 15-годишното момче од Кумановски Стари Лозија? Се прашуваат неговите родители, роднини и жителите. Докаде е истрагата? Официјалните информации говорат дека Ренат е третото исчезнато дете во последните 5 години. По Мирсада и Дане, две малолетни деца кои исчезнале додека се играле со своите другарчиња во Средорек. И по 10 месеци нема ниту трага, ниту глас за 15-годишното момче Ренат Желјадини од Кумановски Стари Лозија. Облечен во црна мајца, црни тренерки и кратки зелени чизми. Ренат мистериозно исчезнал на 9 август минатата година кај Кумановската депонија Краста во атарот на селото Пчиња, додека му помагал на својот татко во собирање пластика. Во потрагата се вклучиле сите роднини и пријатели. Првите сомнежи биле дека го затрупала земја, но откако не го нашле неговото тело, се сомневаа дека Ренат е киднапиран. Обвиени во тага, неизвестност и болка, неговите родители секој ден одат на тоа место и очено се надеваат дека нивното чедо ќе се појави од некаде. Како не те чупам? Ми сваки ден плачем. Нема ден без да не плачем. Празнина е. Нема. Празна куќа, нема кој да се весели. Едно ми имаше он. Нема, ништо, нема. Види куќа како наместено. Верува дека немам воля да ни да чистим, ни да правим, ништо нема. Деновиве Ренат требаше да заврши 8 оделение. Со солзи во очите раскажуваат неговиот татко, Руфат Желјадини. Кај депонијата Краста биле пронајдени чизми, за кои Руфат се сомнева дека се на неговиот син. И по 1 година од полицијата се уште не даваат никакви информации. Разочарано вели таткото. Чизми 10 месеца још на вештачење. Немамо од тие чизми никаква информација. Идемо да прошиваме оние као неми, не знаем да одговорим. Тој ме интересира тие чизми највише на дете. Ренат е трето дете кој исчезнато во последните 5 години од Куманово. Во 2010 година, 4,5-годишниот Дане Мемеди 6 месеци постарата Мирсада Хелдовиќ, девојче со пречки во развојот, мистериозно исчезна од населбата Средорек играјќи се со другарчињата на улица. Кумановската јавност е вџашена и сите велат дека на децата треба да се внимава, но и да им се укажува како самите да се чуваат. Од полицијата информираат дека интензивно работат на случаите, но во интерес на истрагата детали не откриваат. Секоја дополнително добиена информација се проверува на терен, а исчезнувањето на децата не може да се заборави, иако Мирсада Хелдовиќ и Дане Мемеди исчезнаа пред 5 години, а минатата година исчезна 15-годишниот Ренат Желјадини. Во галерискиот простор на Националната установа Центар за култура од Крива Паланка синоќа беше отворена изложбата на дела од еминентниот ликовен уметник Владимир Темков. Кривопаланчани во престојните 10 дена ќе имаат можност да уживаат во 25 дела од творештвото на кавадаречкиот уметник. Вкупно 25 дела од богатото уметничко творештво на академскиот сликар Владимир Темков се дел од отворената изложба во галерискиот простор на Кривопаланечкиот дом на културата. Љубителите на уметноста ќе имаат можност да ги погледнат делата од циклусот птици во техника масло на платно. Ова е дел од уметничкиот опус на Темков од изминативе неколку години, а пред се дел од овогодинешната уметност. Инаку, овој еминентен ликовен уметник зад себе има плодно повеќе од 3 децениско творештво, односно над 100 слики и графики, во кое е закотвено неговото препознатливо и автентично творечко ја со мотивски опфат и стил. Задоволството од првото изложување во Крива Паланка на овој еминентен автор изрази неговиот колега, академскиот сликар Роберт Цветковски од Крива Паланка, кој е иницијатор на изложбата. Најпрвин сакам да изразам задоволство од делата кои што успеавме да ги донесеме во Крива Паланка, затоа што сепак на некој начин беше и моја заложба или препорака, би рекол, до Центарот за култура да ја прифати изложбата на мојот драг колега Владимир Темков од Кавадарци, бидејќи тој минатата година имаше една огромна, односно предминатата година тоа траеше и течеше во повеќе градови во Македонија, една огромна изложба 30 години творештво, значи јубилејно творештво и презентирање, така да тој со задоволство прифати да се представи пред нашата публика и еве
паланичката публика, овдека може да види 25 дела кои се создадени, значи 95% се 2015-та. И има, ако не се лажам, 3 или 4 работи 2012, 13, 14 и така. И секогаш уживам кога ги гледам делата на мојот драг колега, затоа што го знам неговиот опус, го знам неговото творештво, го следам со години и за мене ова е едно пријатно освежување и изненадување, да речеме, оваа негова нова фаза каде што доминира птицата, значи како основен мотив, и неговите истражувања. Темков е роден во 1959 година. Завршил Педагошка академија и факултет за ликовни уметности одсек графика, а од 2001 година е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Автор е на над 60 самостојни изложби во земјава и странство, учесник на бројни групни постановки и колонии, а од 1996 организатор на меѓународната ликовна колонија во Кавадарци. За своето творештво добитник е на повеќе награди и знанија. Освен неуморен ликовен автор кој ужива во лирскиот колорит, тој е и директор на Домот на култура во Кавадарци. Во уметничката галерија беше отворена изложбата Спој на културните различности преку носијата. На изложбата беа прикажани експонати од музејска збирка на народни носии и ткаенини од различни етнички заедници. По повод 21 мај светскиот ден на културната различност за диалог и развојна иницијатива на Унијата на жени ВМРО ДПМНЕ и Националната установа Музеј Куманово беше отворена изложбата Спој на културните различности преку носијата. Целта на изложбата е да покаже дека Република Македонија е едно мултиетничко и мултикултурно демократско општество. Знаеме дека тука живеат голем број на етнички малцинства, како што се роми, албанци, турци, бошњаци и така натаму. И сите тие на некој начин се различни од нас по својата култура, по својата традиција, по својот јазик, но негувајќи ги овие различности, на некој начин се чувствуваме дека токму различностите не зближуваат и прифаќаме едни од други, како што ние кумановците имаме прифатено безброј сабизми и турцизми во нашиот јазик, имаме прифатено баклавата и многу други татлија и многу други традиционални турски јадења. Во уметничката галерија беше представена староградска соба во која се наоѓаат носи од сите етнички малцинства кои живеат на територија на Куманово. Преку носијата беа прикажани српската, влашката и ромската заедница, како експонати од музејска збирка на ткаенини од градската носија Ала Турка и Ала Франка. Како резултат на овој значаен ден сакавме во Куманово да направиме еден собир. Го одбравме тоа да биде местото на тој собир да биде уметничката галерија во Куманово, каде што ќе се представат носиите на сите заедници кои што живеат во Куманово. На тој начин ќе се стави акцент и ќе се прати јасна порака дека културните разлики се всушност она што нас не спојува низ годините на назад и во иднина. Изложбата е изработена од етнолозите од оделението на Националната установа Музеј Куманово. Најмалите ученици од Основното општинско училиште Илинден имаа можност да ја посетат библиотеката на Тркала, која пристигна во нивниот училишен двор. Така тие добија можност да проследат една видеосликовница и да решаваат математички задачи. Им беа и многобројните книги и материјали од библиотеката. Активноста е дел од проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Со цел да се потикне љубовта кон читањето и математиката кај најмалите и во тој процес да се вклучат и наставниците и родителите, учениците од пониските оделенија од Основното училиште Илинден имаа можност да ја посетат библиотеката на Тркала која пристигна во нивниот училишен двор. Внатрешноста на подвижната библиотека нуди стимулативна и релаксирана атмосфера, а токму таму учениците по групи следеа дигитална сликовница на екран и имаа можност да ги разгледаат најразличните книги, енциклопедии и останата литература за деца, како и да решаваат математички задачи на еден забавен начин.
Активноста е дел од проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, а основното училиште Илинден е вклучено уште во пилот фазата на проектот. Ова активност е наменета за децата од прво до трето оделение, односно за учениците во почетните оделенија, бидејќи кај нив всушност на овој начин со посетата на оваа библиотека се развива љубов и интерес кон читањето книги, кон разгледувањето на енциклопедии и проширување на нивните знаења. Во рамките на денешниот ден учениците учеа малку и математика на еден забавен начин преку решавање на проблеми, односно математички задачи кои што беа интересни и забавни за нив. Библиотеката на Тркала ги посетува училиштата од сите региони во земјава, за да им се овозможи пристап до материјали за учење на учениците од сите средини. Целта на овој проект е да се проценат и да се подобрат, да се зајакнат почетните јазични математички вештини кај дечињата од почетните оделенија, односно од прво до трето оделение, и ние најтесно работиме токму со тие ученици од првите три оделенија, но не само учениците, со учениците, туку со наставниците, со воспитно-образовниот кадар во училиштата, но и со родителите и со пошироката заедница. Проектот на УСАИД со читање до лидерство има за цел да ја подобри јазичната и математичката писменост кај децата, а водени од таа идеја досега се реализирани голем број активности во Кривопаланичкото училиште. Ова не е прв пат во рамки на овој проект, морам да спомнам да сме во училиштето Илинден. До сега, уште на самиот почеток на активностите, дојдовме најпрво со ракометарот на Омче Мојсовски, кој што читаше сликовници со учениците, тоа беше уште пред 2 години, со цел да ја зајакне културата и желбата за читање сликовници и учење кај најмладите ученици. Во меѓувреме беа направени и голем број на работилници за правење сликовници за учење математика на интересен начин, како со наставниците, така и со родителите. Тука веќе ги промовиравме во ова училиште и дигиталните активности, односно сликовници, кои што ги подготвува нашиот проект, за да можат тие да ги користат со дечињата. А денес дојдовме со библиотеката на Тркала. Тоа е еден интересен пристап кој што го практикува нашиот проект, специјално пренаменето возило кое што патува секој ден во различен дел од нашата држава, ги посетува училиштата кои што се вклучени во проектот, но и голем број на други училишта кои што изразуваат интерес за тоа и каде што има потреба за тоа, особено тоа се оддалечените места, рурални места, места кои што немаат секојдневен пристап до сликовници и ресурси за учење, па таму ние доаѓаме со библиотеката во нивниот двор. И најмладите задоволни што беа дел од караванот на букви и бројки. Во училишниот двор имаше подвижна библиотека на Тркала, таму гледавме телевизија, цртам. Денеска во училиштето имавме библиотека на Тркала. Гледавме сликовници, читавме книги. Гледавме цртам. Гледавме на телевизорот. И како ти се допадна сликовницата? Многу убаво. Како беше куќето и другото куќа срекне беа, па потоа се натажија. Денеска бевме во подвижната библиотека. Добре, и што правевте таму? Гледавме црта. Секторот за внатрешни работи од Куманово поднесе неколку кривични пријави. Еве што вели дневниот билтен на МВР. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 61-годишната СП од Куманово поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело бесправно градење. Пријавината како инвеститор изградила градежен објект за колективно домување со 12 станови наменети за продажба, спротивно на основниот проект и спротивно на намената на објектот за којот секторот за урбанизам при општина Куманово имал издадено одобрение за градење. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 32-годишниот АМ и 28-годишниот СМ, двајцата од Куманово, поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело насилство. На 9 мај оваа година, околу 14 часот пред влезната капија на црквата Свети Никола во Куманово, додека оштетениот 57-годишниот ВБ од Куманово бил на работното место како помошник на свештените лица. Пријавените му пришле од зад грб и со употреба на физичка сила со тупаници и клоци го одирале во пределот на главата и телото, пошто му нанеле видливи повреди.
СВР Куманово поднесе кривична пријава против 25-годишниот СГ од Куманово и две непознати лица поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. На 9 април оваа година, околу 2 часот и 10 минути пред казиното Апекс во Куманово, пријавените го затекнале 25-годишниот ОХ од Куманово, со кого започнале вербална расправија, а потоа сотупаници го удирале во пределот на главата и телото, пошто оштетениот бил пренесен во општата болница Куманово. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 41-годишниот АИ од Куманово и приватната здравствена аптека Шпенди Фарм поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, недозволена трговија и криумчарење. Прво пријавениот со намера да се стекне со противправна имотна корист во јули 2014 година, со намера да ги препродаде во својата аптека, набавил поголема количина на лекови од Косово, чии промет е ограничен и не се регистрирани во регистарот на лекови на Република Македонија, а при тоа избегнувајќи царинската контрола ги внел во оваа земја. Албанскиот премиер Еди Рама посредбата со својот српски колега Александар Вучич во Тирана негираше дека се заканил со вето за приемот на Македонија во НАТО. Велеот и само побарал целосно почитување на рамковниот договор. Ниту сум се заканил, ниту сум прогласил став за вето. Зборот вето вие сте го ставиле новинарите со помош на известни политичари во Тирана. Ние сме членка на НАТО и зборуваме во име на НАТО кога се зборува за тоа. Не е ниту закана, ниту блокада, туку само став, изјави албанскиот премиер. Во врска со настаните во Куманово, Рама оцени дека тие покажале колку е кревок мирот на Балканот. Неспорен интерес на Албанија и на албанците во Македонија е територијалниот интегритет и функционирањето на Македонија, вели Рама, додавајќи дека за Албанија е неприфатливо загрозувањето на територијалниот интегритет на која било држава и дека тоа е неприфатливо за одржување на демократијата, стабилноста и мирот во регионот. Албанскиот премиер исто така нагласи дека Тирана е против етнички поделби, порачувајќи дека сите земји во регионот и пошироко треба да се дистанцираат од таквите повици кои му припаѓаат на минатото и немаат врска со нашите напори за денешен и утрешен Балкан. 17 деца почина во сообраќајна несреќа во Суматра, Индонезија. Парагвајската полиција заплени 13 тони марихуана. Екстремистите убиле 20 мажи во театар во Палмира. Свето денеска. Најмалку 17 деца загинаа во сообраќајна несреќа во северниот дел на индонезискиот остров Суматра, пренесуваат светските медиуми. Според првичните информации, камионот со кој патувале околу 50 деца, поради оштетување на гума, излетал од патот и паднал во длабока бездна. На местото на несреќата се наоѓаат спасувачки екипи. Парагвајската полиција откри 13 тони марихуана на брод кој по речен пат пловел кон главниот град на Уругвај, Монтевидео. Конфискуваната марихуана се проценува на околу 10 милиони долари, а била откриена во еден од бродските контејнери, поделена во 493 пакети. По откривањето на нелегалниот товар, 53-годишниот капетан се самоубил. Полицијата ги испитува 9 членови на екипажот. Парагвај е еден од најголемите производители на марихуана во Јужна Америка. Екстремистите од исламистичката група Исламска држава екзекутираа 20 лица во античкиот сириски град Палмира. Терористите ги обвиниле своите жртви во соработка со владините сили. Античкиот град во Сирија беше преземен неодамно од џихадистите. Масовната екзекуција била извршена пред публика во античкиот театар. 20 мажи биле убиени откако биле обвинети за тоа што се бореле на страната на сириската влада. За последните 9 дена во Палмира и околината Исламска држава погуби околу 220 лица. При заземањето на градот пак биле убиени околу 400 локални жители, вклучувајќи жени и деца. Тие исто така беа обвинети од џихадисти за врски со сириските власти. Кошаркарите на Куманово ги прават последните подготовки во пресред на финалната серија од разигрувањето за шампион на Македонија. Остана нешто повеќе од 24 часа до првиот надпревар против МЗТ Скопје во Скопје, а екипата на Куманово најавува голема борба во битката за шампионскиот прстен. Кошаркарите на Куманово утре во Скопје ќе отворат финалната серија од разигрувањето за шампионската титула против МЗТ Скопје. Стручниот штаб ги прави последните анализи за противникот, а екипата на Куманово во мир и без оптоварување го чека утрешниот противник. Тренерот Тодоровиќ и играчите се свесни пред како предизвик се наоѓаат и затоа ќе дадат се од себе да го остварат историскиот резултат.
Многу важен ќе биде првиот напревар од психолошки аспект за двете екипи, затоа што стартната предност може битно да влие за конечниот исход на финалната серија. Во секој случај, ово финале ќе биде спектакл за љубителите на кошарката во Македонија. На оваа тема имавме и гости во студиото на К3 телевизија. Со дел од спортските миленици на Куманово разговараше колегата Маријан Стошевски. Поздрав до моите гости во студиото на К3. Денеска ќе разговараме со Александре Костовски, член на кошаркашки клуб Куманово и тренер Сташа Тодороvić. Добродојдовте во нашето студио. Еве, за многу кратко време не чекува големото финале против МЗТ Скопје. Костовски, според вас, очекувате ли ваков резултат и може ли да најавиме барем титула во Куманово? Па, ја во многу наврати во претходни интервјуа кажав дека почнавме со една амбиција главна, да кажам, за оваа напредувачка сезона, а тоа беше влез во плейофот. Иако сакавме да одиме чекор по чекор, да влеземе во 6, па во 4, па понатаму што ќе даде Господ, меѓутоа таа една главна амбиција беше да се влезе во првите 4. Тоа успеавме да го направиме и тоа на доста убедлив начин. И сега кога дојавме во полуфиналето, знаевме дека веќе нема што да загубиме. Така да мислам дека сосема заслужено сме во ова финале. Со онаа победа што направивме на гостинските напади работнички, некои работи стана многу појасни и сега не очекува, мислам, една тешка борба во финалето против МЗТ Скопје, но не е невозможно да бидеме први. Тодороvić е многу перипети оваа сезона, сепак на крајот си легна работиве. Куманово на задоволство на армијата навивачи е во големото финале. Едно кратко резиме за сезоната. Па да не се повторувам по мојот капитен, на управата беше цел да се влезе во 6, со тоа се зголеми амбициите да се влезе во 4 и се погодија коцките и така да со малку поголема среќа и со искуството на нашите играчи успеавме да дојдеме до ова финале која е игра на 3 добиени. Почињаме за утре во Скопје, така да ќе се бориме, па ќе видиме што ќе биде. Аце, вас е добро позната екипата на МЗТ Скопје, квалитетна екипа на сите позиции. Што може да очекуваме тој напревар? На некој начин сите во Куманово велат првата средба може да биде пресудна. Па, ако гледаме, пресудна е секоја секунда. Значи не е пресудна првата средба, пресудна е секоја секунда, секоја минута, секој напад. Значи кога ќе стигнеш до едно финале, може би нас не одговара овој систем што е повеќе утакмици. Може би во една утакмица не би се snašli толку добро како што беше случај во полуфиналето од купот и мислам дека многу појасна слика ќе имаме и ние после резултатот, крајниот резултат од првиот надпревар, затоа што ќе видиме како ќе реагира МЗТ на нашата игра, како ние ќе реагираме на нивната одбрана и напад и слично. И можам да кажам дека овој прв надпревар може да биде клучен, но не и пресуден, затоа што едноставно тука ќе се отворат картите, значи на двата тима и ќе знаеме понатаму за што да се спремаме. Не сме победиле таму се уште оваа година и во изминатите неколку години мислам дека нема победа против МЗТ Скопје. Најдобро би било да биде утре или наредниот пат ако биде и така. Мислам дека имаме голема шанса и дека тимот на МЗТ е тој што ја брани титулата и што ќе има одредена доза на притисок. Ние сме растрети, но многу сконцентрирани и фокусирани да успееме да направиме стварна историја во Куманово. Тодороvić, кога би направиле една компаративна анализа на МЗТ, добро покриена на сите позиции, од каде ќе доаѓа на големата опасност? Па ја мислам дека големата опасност доаѓа прво од нивниот плей, кој е доведен на сред сезона и кој е огромно појачување, бивши MVP играч на АБА лига. Втора опасност може да дојде од нашиот репрезентативец Самарџиски, така да, како што рече Аче, оваа година победивме на полно места кај што никогаш не сме победиле. Уште ни фали оваа прва утакмица МЗТ да може со еден брейк за во недела во Куманово да завршиме пола од патот до титулава. Она што најмногу не интересира како е здравствениот билтен во екипата. Здравствениот и умствениот билтен е фантастичен. Така да се надовржам на Аце. Се е кај нас, во наши глави. Ако изиграме
како со работнички во Скопје, со добра одбрана, со колективна одбрана, со бодрење, мислам дека може да направиме брейк. Добро, Аце, едно кратко вака прашање. Во Куманово останувате ли во наредната сезона или се уште не се знае? Па, не сум размислал за такво нешто. Примерна цел ми е одигрување новија. Се надевам пет надпревари во наша корист или помалце во наша корист, не е битно. Она на што се фокусирам во после сезоната е припремите за Европското првенство. А резултатот од оваа сезона моја во Куманово ќе се разгледува преку текот на целото лето и се надевам дека ќе има добар резултат. Доколку сите знаат дека јас сум приврзан за Куманово и дека не кажам дека нема шанси да се остане наредната сезона, меѓутоа се уште е рано за такво нешто. И за крајот уште едно прашање, очекувате ли поддршка од публиката и ве молам за еден краток коментар за Кумани кој во текот на целата сезона ви дава голема поддршка? Па, сите знаат и тоа не е, мислам, никаква тајна дека Куманово има најдобрата публика. Не дека јас сум тука член од овој клуб, него тоа е познато во низ цела Македонија. Единствен клуб што игра пред полни трибини на секоја, скоро на секоја утакмица е како Куманово, така една голема благодарност до Кумани, кој што се секогаш од нас и до она обична публика која што годинава ни даваше и поддршка и не кутеше и не фалеше, така да мислам дека сега ни треба една целосна поддршка од сите наши љубители, без разлика дали се навивачи или обична публика, да успееме да направиме уште еден чекор напред, тоа е најзначајната титула во Македонија, шампион на. Тодоровиќи мора да обрнеме внимание на еден сегмент, ќе мора да се навива спортски фер и коректно, да не дојде до несакани последици и до казни и така натаму. Па еве оваа прилика искористите да апелирате за коректно навивање. Па има најава по некој закон на Федерација забрането е водење навивачи, така да обична публика утре ќе дојде во Скопје. За следната утакмица во недела, за обичната публика, сега се драстично, пошто е финале, поголеми казни и покрај присуството на 3-4 до 5.000 гледачи, се молат да навиваат фер, коректно према противничките играчи и судиите, така да со бодрење на нашите момчиња, само со така може да извојуваме победа. Благодарам за разговор, ви посакувам многу успех и да се надеваме дека за неколку дена ќе ја прославиме титулата во Куманово. Благодарам, јас и пехарот е многу симпатичен, треба да се донесе Куманово. Многу успех. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со вестите. Новиот селектор на македонската репрезентација Љубинко Друловиќ го соопшти списокот на фудбалери на кој ќе смета за предстојниот квалификациски надпревар против Словачка на 14 јуни во Жилина. За надпреварот од квалификациите за Европското првенство во Франција 2016 Друловиќ ги повика следните македонски фудбалери: голмани Томе Пачовски од Вардар, Филип Гачевски Брегалница, Столе Димитриевски од Гранада 2. Во одбраната Ванче Шиков од Австрија Виена, Владимир Димитровски од Керкира, Даниил Мојстов кој настапува за Лирс, Александар Тодоровски од Заглебие, Кире Ристевски од Тирана, Стефан Ристовски од Латина, Есџан Алиовски од Шафенхаузен, Жута Леонард од Хакен. Во средниот ред Аријана Демио од Динамо Загреб, Стефан Спировски од Вардар, Остоја Степановиќ од Висла Краков, Душко Трајчевски од Работнички, Александар Трајковски од Зулте Варагем, Бесерт Абдурахими од Локерен, Ферхан Хасани од Бромби, Муарем од Карабах, Агими Бреими од Марибор, додека во нападот Мирко Ивановски од Видеотон, Крсте Велковски од Сараево и Јован Костовски од Леувен. Меѓународен спорт. Фудбалерите на Севиља ја одбранија титулата во Лигата на Европа на УЕФА, откако синоќа во финалето одиграно во Варшава со 3-2 го победија Днипро. Апсења во ФИФА. Голден Стейт против Кливленд за насловот во НБА. Никола Калинич во 7-та минута му донесе водство на Днипро. Следуваат два погодока за Севиља. Грегор Криховјак изедначи во 28-та минута, а шпанците 3 минути подоцна дојдоа во водство преку Карлос Бака. Руслан Ротан во 44-та минута изедначи на 2-2, резултат со кој се отиде на пауза. Во второто полувреме, единствениот гол беше делот на Бака во 73-та минута, момент кој се покажа решавачки за освојување на трофејот во надпреварувањето. Покрај тоа што го одбрани трофејот,
Севилја исто така стана првата екипа која 4 пати победувала во второто по квалитет клупско европско првенство. По овој триумф Севилја обезбеди директно учество во Лигата на шампионите следната сезона. Швајцарската полиција уапсила неколку функционери на ФИФА поради обвиненија за перење пари, рекетирање и корупција. За решетки се 6 високи функционери на ФИФА, сите осомничени за земање подкуп, како и за перење на пари преку банки во Соединетите Американски држави. Швајцарското обвинителство потврди дека американците ја водели истрагата за корупција во фудбалот во последните 20 години, како и дека веќе побарале екстрадиција на сите 6 мина. Меѓу опсените се Джек Ворнер, поранешен подпредседател на ФИФА, Джефри Веб, председател на Фудбалската конфедерација за Северна и Централна Америка и Карибите, како и костариканецот Едуарди Ли, председател на Јужноамериканската фудбалска асоциација, Еугенио Фигуередо и бразилецот Хозе Марија Марин. Екипата на Golden State се пласира во големото NBA финале по нокешниот триумф на ривалот Хјустон со 104-90. Вкупниот резултат во западното финале е 4-1. Противник на недобрата екипа по лигашкиот дел е Кливленд, кој во источното финале со 4-0 ја елиминира Атланта. Стеф Кари со 26 поени беше неефикасен во победничкиот тим, додека на спротивната страна се истакна Двајт Хауард, кој што реализираше 18 поени. Ова за Golden State е најголем успех во неговата 4-децениска историја во NBA. Првиот меч од финалната серија е на 4 јуни на теренот на Golden State. Времето во Македонија беше променливо облачно и свежо со засилен северен ветер. Во продолжениот викенд се очекува период на стабилно време со пораст на дневните температури. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Имајте пријатна вечер и останете на К3.